Добар ден, драги гледачи. Вие сте во новото издание на Откриени тајни. Ви посакувам убав саботен ден за тие што гледате репризата неделен ден. Ви благодарам што сте со нас и што не следите. Ви благодарам да убавите коментари кои што ми ги испраќате. Тука сме за вас. Целта на оваа емисија е да помогнеме во опстанокот на сите тие кои што не следат. Како што знаете од претходниот пат и од претходните емисии ги обработуваме 24 карактеристики на гениалците кои што ги има откриено во 80-те години доктор Алфред Бариос. Има откриено дека сите гениалци поседуваат 24 заеднички карактеристики и она што е најбитно, барем за мене, е дека тоа не се генетски предиспозиции, дека гениалноста не е во гените, туку е карактерна особина која што може да се надополни, на која што може да се работи, и тоа е целта на овие емисии, на овој серијал, да ги развиеме тие карактеристики, да ги представиме преди се и на некој начин преку примери да дадеме можност да секој од нас подобро ги вметне во својот карактер во форма на навики. Во денешната емисија продолжуваме со наредни две карактеристики. Обично опфаќаме по две карактеристики во оваа емисија. Она што ни следи за овој пат е способност за расудување. Ќе ги прочитам баш карактеристиките, да ги дадам баш онака како што ги има кажано доктор Алфред Бариос. Вели, обидете се да ги разберете фактите пред да судите. Проценувајте ги нештата на непристрасна основа, без предрасуди и бидете подготвени да се премислите. Расудувањето фактички убава карактеристика да можеме да направиме разлика меѓу некои работи. Ке зборам малку повеќе за оваа тема и како некогаш едноставно не можеме добро да ги расудиме работите, но едно од клучните зборови во оваа карактеристика е без предрасуди да гледаме на нештата. Едно од дефинициите на зборот предрасуда, покрај онаа кое што е да имате негативен став или мислење кој што е однапред спремен за некој човек, па на тој начин да имаме негативно мислење можеби за некоја група, за некој човек, за некој луѓе и така натаму, без тоа е да е базирано на факти. Едноставно тоа е мнение, тоа е наша идеја, која што или некој ни е наметнал во нашиот ум, или можеби ние сами по себе сме ја имаме во нашиот ум, но фактички не ни користи, не ни помага во успехот. И ќе кажам примери за предрасуди. Зборот предрасуда значи однапред спремна идеја, но не се базира на факти. Сега, што се факти и како ние од фактите можеме да учиме, тоа е друга тема, но ќе дадам неколку примери за како предрасудите и негативните мисли во нашиот ум воопшто не ни помагаат да опстанеме. Сум бил и сум консултирал дадени луѓе кои што едноставно имаат факт, имаат предрасуда, се извинувам, дека например не може да најдат работа и можеби во таа и таа фирма бараат таков и таков кадар кој што можеби не е вистина. Едноставно имаме предрасуда, имаме некој став и мислење кој што не кочи, кој што не спречува во врска со постоењето и во врска со нашиот опстанок. Во колку имаме став дека пример, не сум квалификуван за тој и тоа работно место поради тоа што ми кажаа дека тој и тоа се бара, можеби воопшто да не е тоа точно. И на некој начин формираме мислење во нашиот ум кој што не сме го покрепиле со факт. Значи не сме биле точно во компанијата во која што сме требале да дојдеме за да го провериме тоа, туку имаме однапред спремни факти. Многу често тие однапред приготвени мисли, фактички предрасуди воопшто не ни помагаат да успееме во животот и постоењето. Друг пример за предрасуда би можело да биде следниот. Често пати си има случај, не знам, 25 години од матура, се собираат луѓе и дечко можеби ќе приде на девојката вика, ти знаеш колку ми се допаѓаше во средна школа, многу сакав да ми бидеш девојка. Он вика, леле, па јас сакав многу да ми бидеш дечко. Ама како, па ја цело време те гледав со еден дечко кој што беше цело време до тебе, мислев дека ти е дечко. Ама тој ми беше најдобар пријател во тој момент. И гледате, одеднаш момчето има предрасуда дека тој кој што е со неа, можеби стварно бил најдобар другар и е веќе дечко, има предрасуда. Има однапред спремена идеја која што воопшто не му помага да делува и да си го подобри можеби својот опстанок. Така да фактите се тие на кои што треба да ги донесуваме заклучиците и одлуките, но многу често во нашиот живот се наметнуваат точно предрасуди. Сега, предрасудите исто така се поврзани со кавгите и со несогласувањето со некои луѓе. Поради тоа што кога ќе кажам предрасуда, мислам дека можеби имаме некој негативен став за наш колега или можеби имаме негативен став за не знам, родителите на сопругата или можеби имаме негативен став за некој од пријателите. Но често пати тој негативен став знае да се наметне свесно или несвесно, често пати од други луѓе. За кавга велат се потребни двајца, но она што од искуството се случува и се докажува дека многу често за некоја кавга се потребни тројца луѓе.
Ако имате двајца луѓе кои што меѓусебно не се во добри односи, и пак ќе кажам честопати ова е ненамерно и не е со тенденции така натаму, имате во околината можеби некој друг човек кој што влие и на едниот и на другиот човек и на тој начин предизвикува помеѓу нив да нема добра комуникација. Може да е тоа целосно ненамерно. Седите со некој пријател и се жалите за другиот ваш пријател кој што случајно и тој го знае и влијаеме не сакајќи во мислите на човеков со кој што ние седиме и одеднаш може тој да почне да има негативен став кон него и можеби помеѓу нив двајца да почнат да имаат несогласување и недобри работи да се случуваат помеѓу. Значи имате некоја ситуација каде што едноставно вие сте во негативни емоции, имате негативно расположение, зборите нешто негативно, можеби ќе кажете негативно за вашата мајка или ќе кажете на сопругата изборите нешто негативно за вашата мајка или за вашиот татко и така натаму и одеднаш не сваќате дека тоа влијае можеби на некој начин на вашата сопруга за нејзиниот однос кон вашите родители. Така да честопати се случуваат тие работи каде што не ги филтрираме работите кои што ги збориме на блиските луѓе и на тој начин имаме тенденција да створиме предрасуди. Гледате, тоа се предрасуди поради тоа што можеби за нив тоа не се факти. Можеби ние сме во некоја лоша ситуација, имаме лоши односи со некои луѓе, сега тоа го пренесуваме на некој друг човек и му влијаеме на тој начин не сакајки во односот кој што пак тој можеби ги има со истите луѓе кои што ни се заеднички познаници. Сега за ова е многу интересно и можеби нашите гледачи го знаат тројниот филтер тест на Сократес. Тој е многу популарен по социјалните мрежи, но за тие што не го знаете, Сократ имал многу убав тест кога некој сакал нешто да му каже за некој негов пријател, имал начин како да ја филтрира таа информација за на него да не влијае на негативен начин. И тој тројниот филтер тест на Сократес така е познат, кога имало некој негов студент или пријател кој што му дошол, сакал нешто негативно да каже за некој негов познатик, прво што Сократец му рекол треба да го помине ова што ти го збориш, тројниот филтер тест. Се информирал студентот, не знал што е тоа. Првото нешто кое што Сократ го има прашано е дали ова кое што сакаш да ми го кажеш за мојот добар пријател знаеш дека е вистина. Се замислил човеков кој што сакал да му сподели некоја гласина и вика па не сум сигурен дали тоа што сакаме да ти го кажеме е вистина, поради тоа што го слушнав и јас самиот од некој друг човек. Добро? Значи не си сигурен дали тоа што сакаш да ми го кажеш во моментот за мојот пријател е вистина. Да, вика не сум сигурен дали е стварно така. Поред. Вториот тест ако го поминеш, можеби ќе те слушнам, а вториот тест е дали е нешто добро или е лошо. Дали ова што сакаш да ми го кажеш за мојот пријател е добро. Значи, тоа е тестот на добрината. Вика, па, не е баш добро. Ова што го слушнав за твојот пријател е баш негативно. Аха, вика Сократе, значи сакаш да ми кажеш нешто за мојот добар пријател, кој што не знаеш дали е вистина, а уствари не е добро. Студентов рекол да. И веќе почнал да се замислува во тој момент. Сократ му рекол, добро, ако го поминеш третиот тест, тогаш би сакал да ја слушнам информацијата која што имаш да ми ја споделиш. Дали ова, кое што сакаш да го кажеш за мојот пријател, кое што впрочем не знаеш дали е вистина, не е добро, дали воопшто тоа што сакаш да ми го кажеш би било корисно? Овој се замислил, студентот и рекол воопшто не е корисно. На крај крајшто информацијата која што сакам да ја споделам, која што не е вистината, која што не е добра, воопшто нема да ти биде корисна за да ја имаш и на тој начин и самиот студент сфатил дека не треба да му го сподели тоа поради тоа што самиот тој не бил сигурен дали е тоа вистинито, секако било недобро, негативно и воопшто немало да му користи на Сократ. Така да тој е филтер тестот можеби кој што треба да го користиме во нашиот живот, да кога ќе сакаме да чуеме некоја гласина за некој кој што ни се блиски, за некој кој што ние ги знаеме, за нашите познаници, за да на некој начин спречиме негативното влијание од околината да дојде кај нас, на тој начин ние ствараме предрасуда. Затоа што, гледате, не се факти. Фактите се нешто кое што вистина се случило, за кое што имаме докази дека се случило и многу често во секојдневниот разговор. Едни на други си соопштуваме информации кои што не се вистина, кои што не се добри, кои што не се корисни, баш за некои луѓе кои што едноставно ни се заеднички и блиски познаници. Тоа е можеби еден приод како да ги спречиме предрасудите кои што се случуваат во нашиот живот. Но едно нешто кое што го кажав во минатата емисија, кое што исто така ќе помогне како да немаме однапред развиена негативна мисла или предрасуда во врска со нештото е да сватиме дека во минатото работите кои што ни се случуваат оставаат трага врз нас.
И секогаш го кажувам тој пример, ако имате некој човек кој што можеби имал ситуација каде што слушал негативни разговори во врска со, например, не знам, измислувам некоја ситуација каде што можеби во фамилијата има некој татко кој што кога ќе е љут и кога ќе вика, едноставно има негативен став за жените и тоа го соопштувал на неговата мајка и кога се карале цело време детето го слушало тоа, едноставно тоа му влага во неговиот ум. И има негативен став, можеби и самиот тој кон некои работи. Често пати од околината добиваме многу погрешни податоци, особено ние што ни се блиски, што ги сакаме, кои што не ги филтрираме. Многу често тие погрешни податоци се за работи кои што баш не се битни. Знаете, имате ставови кои што се поврзани негативни во врска со, не знам, со жените кои што се генерализираат, со мажите кои што се генерализираат. Сите жени се вакви, сите мажи се вакви, сите шефови се онакви, ама ти знаеш дека во оваа земја не можеш да успееш. Генерализацијата секогаш е базирана на една или две ситуации кои што воопшто не значат дека ќе се повторат и дека ќе се случат повторно. Ако имате момче кое што еднаш, два пати му раскинала некоја девојка, тој почнува да има предрасуда за наредната девојка поради тоа што почнува да гледа низ призната на минатите неуспеси и загуби. И уште еднаш да нагласам, за клучните работи во животот можеби имаме многу погрешни податоци кои што не сакајќи ги слушаме од нашата околина, може да се на тема пари. Ете, многу често има дадени ситуации, можеби јас сум слушал дадени ситуации, знаете, уметноста со парите не идат една со друга. Погрешен податок. Зошто уметноста не бидела заедно со парите? Или уметниците најдобро креираат кога се во таква, не знам, состојба. Одеднаш имаме дадени ситуации, дадени ставови кои што не ги филтрираме, кои што околината не ги наметнува, кои што ги зимаме здраво за готово и кои што почнуваат да ја спречуваат, да го спречуваат нашиот опстанок. Колку погрешни податоци можеме да имаме во врска со парите. Банален пример. Можеби сме мало дете, детето не разбира, мајката доаѓа и му вика: "Пази, парите се најпрљаво нешто што постои." Најпрљаво нешто мислела во смисол на дека многу луѓе можеби ги фаќаат, но детето како што старее можеби тоа да не го свати на тој начин, да мисли да најпрљаво нешто, да е најнегативно нешто кое што постои околу него. Гледате, тој податок после тоа подсвесно може да влие врз нас. Имаме многу такви податоци. Имаме многу такви податоци кои што сме ги собрале обично од луѓе кои што самите имале разочарувања, самите имале негативни работи кои што им се случиле на дадени теми, не успеале, ги имаат тие ставови. Тоа се на некој начин предрасуди и одеднаш ги соопштуваме тие работи на многу други луѓе. Или имате дадена ситуација каде што имате човек кој што едноставно не сака да има пари, да има финансии, да живее добро поради тоа што тоа го поврзува со што и да е негативно во неговиот живот. Имате други луѓе кои што можеби бракот го поврзуваат со нешто негативно, врските ги поврзуваат со нешто негативно. Зошто? Поради тоа што или на некој близок му се случило тоа негативно и ни го соопштиле, или на нас самите ни се случило тоа, еднаш имаме тенденција да генерализираме. Предрасудите никогаш не ни носат нешто добро. Способноста да расудуваме значи да направиме разлика помеѓу една инстанција или една ситуација и друга. Ако нешто негативно ни се случи во животот, не значи дека истото ќе ни се случи повторно. И уште нешто на оваа тема ќе кажам. Колку сме повисоко со емоциите, колку сме посреќни, колку сме позадоволни, колку сме поентузијастични, колку имаме повеќе енергија, толку подобро расудуваме. Расудувањето е поврзано со просторот и со емоциите. Колку имаме попозитивна емоција, колку имаме подобра комуникација, колку имаме повеќе љубов кон околината, колку сме ние задоволни со сами себе, толку повеќе имаме способност да расудуваме. Како паѓаме со емоциите, например кога сме во љутина, кога сме во огорченост, кога сме во омраза, не расудуваме многу. Ете, може би еден изгрешил, шефот не изгрешил на работа, ќе дојдете дома и ќе се истурите на жената или жената ќе се изнервира некогаш со, не знам, со родителите, ќе дојде дома, ќе почне да ја истерува љутината на своите деца, па фактички мислејќи дека детето е криво за нејзината реакција на тоа не е вистина. Гледате, почнува да ги идентификува работите. Кога паѓаме со емоциите, не можеме да расудуваме. Како паѓаме со емоциите, едноставно реагираме. Реагираме на околината, а тоа не е соодветна реакција. Како уште понадоле паѓаме со емоциите, тага, апатија, уште помалку имаме способност да расудуваме. Мислиме дека немаме иднина, дека нема надеж, дека нема среќа и така натаму, што не е точно.
Видите, значи расудувањето е поврзано со емоциите, со состојбата на умот, со успехот, со креативноста и така натаму. Но точно е дека минатите неуспеси влијаат врз нас, но не значи дека едноставно треба секојаш да си ги земеме при срце. Тоа не води кон наредната карактеристика која што сакам да опфатам за денеска, а тоа е подготвеност да се ризикува. Вели, надминете го својот страф од неуспех, кога еднаш ќе сватите дека можете да учите од своите грешки, вие нема да се плашите да преземете ризици. И токму подсвеста, токму тие негативни искуства кои што ни си имат случајно од минатото, точно тие не кочат и не тера да мислиме дека истото ќе ни се случи повторно. Ако не сакаме да сгрешиме, ако не сакаме да предизвикаме нешто добро, имаме цел, сакаме нешто наше, некоја наша идеја, некоја наша креативна идеја, сакаме да ја реализираме, да ја оствариме. Во тој момент можеме да направиме грешка. И одеднаш критиките, негативните коментари, последиците кои што сме ги добиле од таа грешка, она што го прават, не стопираат и таа подсвест, тие работи, негативни искуства, загуби, ни се јавуваат повторно да не спасат унаводници од идните неуспеси, од идните ефекти негативни што можеби можеме да ги направиме и поради тоа не сакаме веќе да преземеме ризик. Кога сме многу високо со емоциите, ајде да ги земеме повторно децата, не ни мислиме на ризик. Едноставно сме целосно убедени во позитивноста на исходот од нашата идеја и акција што сакаме да ја направиме. Кога сме високо со емоциите, не мислиме на негативното. Колку сме пониски со емоциите, колку повеќе таа негативна подсвест влијае на нас и не спушта, фактички толку повеќе мислиме негативно во иднината и мислиме дека постои ризик. Ете, кога сме многу високо со емоциите, не ни мислиме дека има ризик. Затоа и тргаме напред во остварување на целите. Колку сме пониско со емоциите, ризикот е поголем, но знаете што? Ризикот и големината на ризикот е секогаш субјективна работа. Не е објективно нешто, не е нешто кое што можеме да го измериме објективно. Секогаш е субјективно, со тоа сакам да кажам, поврзано е со нас и со тоа што нас не се има случајно. Ако ни се имаат случајно поголеми трауми, загуби, неуспеси, работи кои што сме сакале да ги направиме исправно, не сме успеале, гледате, толку повеќе ќе мислиме дека имаме поголем ризик дури за една мала работа, како да излезам од дома и да отидам да купам нешто. Ако сме многу ниско со емоциите, дури и тоа е ризик за некои луѓе да излезат од дома. Колку сме повисоко со емоциите, колку сме безгрижни во врска со нешто негативно што може да се деси, фактички самиот збор ризик, значи можност да се деси нешто лошо. Но не го сваќаме кога сме високо со емоциите животот на тој начин. Не гледаме во лошите работи кои што може да се десат. Впрочем, што е нешто лошо? Океј, сме направиле нешто што е негативно, но дали не може тоа да се коригира? Дали до толку сериозно ќе ја земеме играта на животот да мислиме дека грешката што сме направиле не можеме никако да ја коригираме? Секој човек може да направи нов почеток. И за секој човек има иднина. И ако не мотивира иднината, ништо нема да не мотивира. Видите, но она што е битно да го сватиме повторно е она старо правило за кое што зборе во почетокот на овој серијал. А тоа е правилото на биди, прави и имај. Биди значи да постоиме, значи да бидеме дел од животот, значи да опфатиме простор, значи да комуницираме, значи да креираме, значи да сме храбри, значи да имаме самодоверба. Секако дека можеме да бидеме негативното тоа. Можеме да бидеме исплашени, можеме да бидеме тажни, можеме да бидеме несигурни, можеме да бидеме се што е негативно. Но тогаш нема да преземеме акции, нема да го имаме тоа што сакаме да го добиеме. Гледате, мораме да бидеме нешто, ама тука ги подразбирам сите позитивни карактеристики што сме ги имали. Секој еден од нас во даден период од животот добива разочарувања и после тие разочарувања се менува кон негативно. И сакам да ве запрашам, пред да се случат дадени негативни работи во вашиот живот, кои стварно сте биле вие? Видите, тоа сте вие. Пред да се случат загубите, пред да се случат траумите, пред да се донесат негативни одлуки кои што едноставно не стопираат, пред да ги креираме тие предрасуди негативно во врска со животот и постоењето, тоа сме биле стварно ние. Пред да се случи сето тоа.
За да го вратиме животот, постоењето, убавината, акцијата, креативноста, среќата, со други зборови, мора да се вратиме во таа состојба на биди. Да знаеме кој сме. Она што сме најдоброто од нас. И точно е дека животот и околината можат во наводници да не убедат. Ама гледате, се додека ние не признаеме дека е така, околината ништо не ни може. А под околината ги подразбирам пријателите, блиските, животот, работата, се она кое што се случува, околината може да ни покаже дека не сме добри, дека не сме успеале, дека сме сгрешили. Ама додека ние не си го ставиме тоа во глава, се додека ние не почнеме да веруваме дека навистина е така, никој ништо не ни може. Затоа што вашата идеја за вас, вашите мисли поврзани со вас и со животот и постоењето се тие кои што се битни за вас. И тоа е тоа кое што е најбитно. И знаете што? Она што сакаме да го имаме се целите. Целите, ние сме тука. Имаме препреки кои што мораме да ги надминеме за да стигнеме до целите. Но многу е битно во животот да го имаме тоа што ние сакаме да го имаме. Животот е наш. Знаете, тоа е како едно платно. Да го споредиме животот со платно. Уметничка слика, која што сакаме да искреираме. И во животот, ако сме ние креаторот и имаме четката во нашата рака, едноставно сликаме со неа. Зар би дозволиле некој од околината да каже што на таа слика би требало да има? Ако ги одбереме нашите цели, ако знаеме што е тоа што ние сакаме да го имаме, затоа што гледате, ако имаме работи, не се наметнуваат работи што треба да ги имаме, а не ги сакаме, тогаш не можеме да имаме мотивација. Секој си одговорен за својот живот, за своите цели, за тоа што сака да го има тој на крај. И она што го сакаме да го имаме е она кое што ќе не мотивира нас. Но не да имаме нешто кое што ни е наметнато од околината, затоа што тоа не прави среќни. Често пати сакаме да добиеме нешто, често пати сме во трка со животот и постоењето што е тоа што сакаме да го имаме. Впрочем, тоа е и животот. Имаме правилото на биди, прави и не имај, но целта на овој серијал и овие емисии е како да го живееме животот, како да го гледаме како позитивна игра и да ги научиме некои правила. Може би се работата кој што може би некој друг и ја нема. И ова не значи дека не треба да целиме кон нешто повисоко, но е порака да обратиме внимание и едноставно да ги препознаеме оние работи во нашиот живот кои што некојаш не носеле среќа, може би сега не ни е вниманието толку на нив, но ако го вратиме на оние работи кои што стварно ни значат, ќе видите дека на некој начин и многу од проблемите кои што мислиме дека не се проблеми ќе паднат по тежина, затоа што често пати во нашиот живот и постоење забораваме токму на она кој што е најмило, најблиско и кој што не прави најсреќен. Едноставно, на крајот на емисијата апел до вас. Напишете 5 работи на лист харти, едноставно помислете на нив во овој момент. Може би се тоа децата, може би се тоа, како што кажав, работат. 5 работи кои што едноставно многу ви значат во вашиот живот. И може би овој викенд, ако тоа не сте го направиле, обратете им повеќе внимание. Ви посакувам убав ден и за се за кое што останав недокажано или сакате повеќе да знаете, повеќе информации, секогаш може да ни сконтактирате. Имајте убав викенд.